Следува разговорот за аутизмот, а тука сум со две млади дами. Кој може да ни се представите? Елена Степановска, координатор на Дневниот центар за деца со аутизам. Тања Мишовска-Стојковска, раководител на оделението за лица со пречки во менталниот или телесниот развој при Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје. Сите сме слушнале за аутизмот, но верувам дека не сите знаеме точно што е аутизмот. Елена, дали би можеле да ни дефинирате што е точно аутизмот? Според Светската здравствена организација, детскиот аутизам представува перверзивно развојно расстройство кое што се манифестира пред третата година од животот. Се карактеризира со нарушување во комуникацијата, сите три облици на социјална интеракција и сиромашни и оскудни действија и активности. Јас кога студирав социјална работа, нас ни беше објаснето од нашиот професор на почеток кога беа предавањата дека фактички терминот аутизам значи аут како надвор од игра, односно дека лицата кои што имаат аутизам живеат по некои своји правила. Дали тоа би било исто така задоволително дефиниција? Па секое дете со аутизам е различно, не може да се стават сите деца во исти кош. До кој степен е, да речеме, многу често се пројавува децата со аутизам да имаат исто така и други заболувања или психички лимити? До кој степен е тоа случај во вашиот центар за... Во нашиот центар, до сега сите дечиња кои што го посетуваат нашиот центар се со типичен аутизам и аутистични нарушувања. Ова го прашав од причина, бидејќи дел од луѓето мислат, а барем тоа и моето мислење, дека дел од аутистите може да бидат и многу интелигентни и многу успешни во некоја област. Па токму од таа причина сакав на почетокот на разговорот тоа да го образложиме за да не биде појасно на граѓаните. Точно, не мора да значи ако детето е со аутистичен спектар дека мора да има и ментална ретардација. Има доста талентирани дечиња кои се многу успешни во уметноста, во уметноста, во музиката, во цртање, во сликање, во математика. Да, исто така имаше пример баш додека бевме во Демиркапија, мислам, како студенти, и кажуваа за една фабрика во која што имало некој млад човек со аутизам и бил најдобар од сите работници во тоа што го прави. Бидејќи една од карактеристиките нели на аутизмот било да се насочат во својата област. Кажете ни од кога е отворен Дневниот центар? Дневниот центар во склоп на програмата на Министерството за труд и социјална политика на големо задоволство се отвори Дневниот центар за деца со аутизам на 2 април 2014 година, што впрочем така се одбележа и Светскиот ден на аутизмот. Колку деца се згрижени, какво е работата, каков тип на профили на стручни лица има во Дневниот центар? Моментално во Дневниот центар го посетуваат 15 дечиња, од кои што 5 се уште на обсервација и адаптација. Меѓутоа, вратите на Дневниот центар се отворени за прием на уште нови дечиња. Во моментот сме вработени тројца стручни лица, логопед, дефектолог, психолог и еден неговател. Дневниот центар работи во секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот. Сега ме интересира само еден практичен момент. Да речеме семејствата кои што имаат деца со аутизам, ги носат кај вас дечињата и после тоа, после работа предпоставувам дека ги зимаат, бидејќи како дневен центар вие згрижувате само во текот на денот, значи предпоставувам дека не остануваат преку ноќта. Да, Дневниот центар, како што кажав и претходно, работи од 8:30 до 16:30 часот, родителите ги носат и си ги зимаат. Како би можеле да се пријават родителите за нивните деца да бидат сместени? Постапката започнува од Меѓуопштински центар за социјална работа при оделението за лица со пречки во психичкиот и физичкиот развој. Постапката е многу едноставна. Родителите поднесуваат само барање во оделението за лица со пречки, потоа доаѓаат во Дневниот центар, ги гледаат условите во Дневниот центар и заеднички го одредуваме терминот во кој што ќе го носат детето. За хуманоста да стане навика е кампања или акција која што имате во овој период. Кажете ни подочно за што станува збор. На Тусана Македонија
покажа сензитивност за оваа проблематика. Повод 10 годишниот јубилеј реши да донира дел од средствата за опремување на дневниот центар за деца со аутизам. Сега ќе се префрлиме со разговорот со Тања. Тања, кажете ни што се ќе се донира во дневниот центар и кои се вашите потреби, како би можеле луѓето да се приклучат да помогнат? Да, како што напоменавме нели во текот на разговорот, дневниот центар нели беше отворен во месец април и тој е првиот и единствен дневен центар тесно специализиран за проблематиката аутизам. На наше огромно задоволство, поготово на семејствата на кои им е неопходна таа поддршка, започнавме да функционираме. Дневниот центар е комплетно опремен и ги задоволува сите норми и стандарди пропишани во однос на функционирање на еден дневен центар, и тоа се е благодарение на Министерството за труд и социјална политика. Меѓутоа сите заеднички никогаш не е доста. Утврдивме дека можеме и односно ни е потребно доопремување на една од просториите, а тоа е собата за сензорна интеграција, во која навистина имаме обезбедено реквизити кои се неопходни за тие сензорни стимулации во текот на третманот на дечињата со аутизам. Меѓутоа, сепак направивме една листа на неопходни материјали и средства кои заеднички со Натусана Македонија, нели како наш донатор, односно компанија која во моментот ја има таа кампања во заедничка нели соработка, да ги дополниме со реквизити кои ги набавуваме од Лондон. Значи, тоа се стрикно специализирани за таа сензорна интеграција, во смисла да им понудиме на дечињата повеќе стимулации во однос на аудитивниот стимул, аудитивни стимулации, визуелни, тактилни и така натаму. Како би можеле да се приклучат граѓаните или заинтересираните компании, како би можеле да помогнат? Вака, компанијата значи одлучи дел од производите кои се наменати токму за дечињата, тоа е детската линија на Лакалут, мултивитамол, витамините, и се надевам уште еден артикал. Практично сите граѓани кога ги купуваат производите, индиректно донираат и за набавка на овие реквизити за доопремување на сензорната соба. Колку време ќе трае оваа кампања и што се ќе опфати? Значи, кампањата започна во месец септември. Некако е планирана, практично и се изведува, односно се реализира низ 3 фази. Првата фаза беше кога заеднички седнавме на маса и размисливме што е неопходно. И самата компанија си направи анализа колку од средствата, нели, како, кој процент ќе се донира. Практично низ купувањето на производите во сите аптеки, ние како граѓани донираме. Ги утврдивме, направивме промотивни материјали, еве на овој начин и нели промоција низ гостување вака во емисии, да ги запознаеме сите граѓани за активноста. Следната фаза е донирање и нели затварање на кампањата со едно медиумски, се надевам, покриен аспект за сите наши активности заеднички со компанијата Натусана Македонија. Благодарам многу за вашето гостување. Порака за крај? Па вака една јавен повик до сите граѓани, значи остана уште некој месец, кога сите заеднички можеме да покажеме една општествена одговорност, односно да со купувањето на производите донираме дел од средствата за нашите реквизити, односно за дечињата кои се соочуваат со тој проблем, а со тоа индиректно ќе дадеме поддршка на сите семејства кои имаат член во семејството, односно детенце со аутизам. И само уште нешто, доколку некој би сакал на некој поинаков начин да помогне, каде би можел да ви контактира? Дали имате веб страна, фейсбук профил? Значи, да, имаме, значи би можел да се директно обрати во Меѓуопштински центар за социјална работа, тука е нашето министерство кое нели покажува сенс нели кон сите компании и општо граѓани кои имаат општествена одговорност. Може да се информираат на веб страната на Министерството за труд и социјална политика. Благодарам многу за вашето гостување. А ние, драги гледачи, ќе проследиме малце музика.